Добар ден на сите. Почитувани граѓани, целта на денешната пресконференција е почеток на реализација на проектот од кој владата ќе одвои 250 милиони евра за инфраструктурни и капитални проекти за развој на општините и подобрување на животот на граѓаните. За таа цел е објавен јавниот повик за аплицирање на општините за инфраструктурни проекти врз основа на претходно утврдени критериуми и процедури на Министерството за транспорт, животна средина и просторно планирање, образование и наука, социјална политика, демографија и млади, спорт и Министерството за култура и туризам. Целта на овој отворен јавен повик е да се доделат средства на општините за проекти со чија реализација ќе се придонесе за унапредување на инфраструктурата на локално ниво, со директен импакт врз зголемување на економскиот раст, развој во општините и зголемување на квалитетот на живот на граѓаните. Право да поднесуваат апликации и предлог проекти имаат општините во градот Скопје и градот Скопје. Испраќам апел, што е можно, повеќе општини, независно од политичката провиненција на градоначалниците, да учествуваат во овој повик. Ние сме влада на сите граѓани и нашата цел е да се подобри животот на сите граѓани. Овие пари значат повеќе проекти и решенија за нови улици, булевари, училишта, градинки, водоводи, канализации. Се она што в суштина им е потребно на граѓаните. Ова е прв ваков проект од толку обемен карактер за инфраструктурен развој на општините во историјата. 250 милиони евра од централниот буџет за вистинските потреби на граѓаните. Во минатото се правеле инфраструктурни проекти во главниот град, но никогаш секаде и за сите општини во толку голем обем како што е замислата со овие 250 милиони евра и свесен сум дека голем дел од општините се соочуваат со вистински потреби за развој на инфраструктурни проекти и капитални инвестиции. До крајот на оваа година, со јавен повик на располагање за општините се стават 6 милиарди денари и ова е првата фаза од вкупно 15 милиарди денари или 250 милиони евра за капитални проекти. Одблиску ќе ја следам реализацијата на проектите, а процесот ќе биде целосно транспарентен и достапен на увид на целата јавност. Со ова покажуваме дека се гради за народот и дека помагаме и се грижиме за секој еден граѓанин. Дозволете во продолжение министерот за локална самоуправа Златко Перински, кој го објави овој јавен повик, да објасни за начинот и роковите за пријавување. На крајот сум достапен за вашите прашања. Ви благодарам. Повели Златко. Благодарам, председателе. Почитувани присутни, почитувана јавност. Ветивме развој на општините, тоа и го остваруваме. Задоволство ми е да најавам дека денес го објавивме јавниот повик за финансирање на проекти од инфраструктурен карактер, кој што е наменет за сите единици на локална самоуправа, во висина од 6 милиарди денари, средства кои што се обезбедени согласно ребалансот на буџетот. Општините можат да аплицираат со еден или повеќе инфраструктурни проекти од областа на културата, спортот, животната средина, патната инфраструктура, како и од областа на социјалната политика и образованието. Јавниот повик е веќе отворен и објавен на веб страната на Министерството за локална самоуправа и на веб страната на владата и е објавен во 2 печатени медиуми. Рокот за пополнување на апликативниот формулар е 7 дена и истиот, пополнет со предлог проекти од страна на општините, треба да се достави до Министерството за локална самоуправа. Потоа во рок од 10 дена, целосната проектна документација од страна на општините се доставува до ресорното министерство од областа на проектот, каде што ќе се врши евалуација на истиот. Евалуацијата се очекува да заврши во рок не подолго од 10 дена и врз основа на истата, ресорните министерства изготвуваат предлог одлука кои проекти ќе се финансираат од нивната област и таа предлог одлука се доставува на усвојување на владина седница. Средствата ќе се доделат преку 6 ресорни министерства, соодветни од областа на проектите, и тоа
Министерството за култура и туризам, Министерството за транспорт, Министерството за социјална политика, демографија и млади, Министерството за образование и наука, Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за спорт. За следење на целиот процес, формирано е владино координативно тело, кое што ќе го предводи Министерството за локална самоуправа и во истото ќе членуваат представници од сите ресорни министерства. Со објавата на повикот, владата го исполни своето ветување. Сега се на потек општините. Како никогаш досега, единиците на локалната самоуправа имаат можност да ја унапредат својата инфраструктура и на тој начин директно да влијаат во подобрување на квалитетот на животот на нивните граѓани. Благодарам. Прашање до премиерот Христијан Мицкоски. Премиере, најпрво ќе ве потсетам на една ваша изјава, односно соопштение од вашата партија на 22 ноември 2022 година, што ја дадовте за кандидатката за вашата кандидатка за градоначалничка. Односно ова е откако се скаравте. Лек за неспособноста на скрупската градоначалничка Арсовска се единствено предвремени парламентарни избори на кои ВМРО ќе победи, ќе формира влада и со тоа ќе може сериозно да ги да помогне во реализација на голем број проекти за Скопје. Сега, следствено на ова, вие формиравте влада. Еден од најголемите проблеми за Скопје е немањето автобуси. И граѓаните секој ден се соочуваат со голгота и навистина е понижување тоа што се случува во јавниот превоз. Мене ме интересира зошто вие како влада не набавите 250 автобуси, кога веќе тоа градоначалничката, за која што сите знаеме каква и колку може да набави, не го прави тоа, веќе тоа е абсорбирано прашање кој што секој го знае. Со оглед на тоа дека, например, и овие автобуси кои сега се возат не се набавени од град Скопје во време на Коце Трајановски, туку ги набави владата во време на Груевски и кога беше министер за транспорт и врски Милијана Киевски. Да, ви благодарам на прашање. Карање со препукување зошто владата, пошто има и поголем буџет, не ги набави овие автобуси да го реши проблема кој што вашата кандидатка не може да го реши. Не, јас не се карам со никого. Не знам зашто имате таква перцепција. Што се однесува до соопштението кое што го имаме дадено како политичка партија кога бевме во опозиција, на која вие се повикувате, денешнава пресконференција е најдобар одговор. Впрочем, за 75 дена од формирањето на владата, ние како влада обезбедуваме за помалку ден на година 21 милиарда денари за општините, во кои се и општините кои што се дел од град Скопје, како и за градот Скопје. И ги повикуваме сите тие да аплицираат, да понудат проекти, на тој начин да ги подобриме условите во општините, колку е можно повеќе, се разбира, визави она кое што вие го кажавте. Што се однесува до набавка на нови автобуси, тоа и можеби не представува проблем. Но има и други градови во Македонија кои што имаат потреба од автобуси. Не е само градот Скопје. Ние очекувавме на оној состанок со господјата Арсовска да слушнеме план. Очекувавме и на онаа координација со советничките групи да слушнеме план. Рековме дека безусловно ќе ги поддржиме програмите и ги поддржавме. Иако не веруваме дека со таа поддршка и со новите вработувања кои што ги планира, кои што треба да бидат исплатени од онака исцрпената градска каса и каса на јавните предпријатија во град Скопје, ќе допринесат нешто позитивно, ќе додадат вредност во процесот, но сепак тоа го гласавме. Денеска да поддржиме одлука или да почнеме процес за набавка на автобуси само за Скопје, како што вие велите, предпоставувам ќе биде успешно завршена и истите ќе бидат испорачени за следната учебна година. Јас мислам дека доволно пати во минатото покажавме конструктивност, иако можеби тоа не ја заслужуваше господјата Арсовска и мнозинството во Советот, бидејќи таму имаме директори кои што доаѓаат од други политички партии кои што се застапени во Советот, од Демократската унија за интеграција, од политичката партија Левица и така натаму, и така натаму. Така што ние стоиме на располагање да слушнеме план, да го поддржиме тој план, но ако е планот гласајте за кредит да земеме за да набавиме автобуси кои што ќе стигнат до година, тоа не го решава проблемот кој што денеска го имаат скопјани. Проблемот се решава со мобилизација во рамките на компанијата јавно сообраќајно предпријатие,
со вистинско трошење, наменско трошење на средствата кои што скопјани преку градската каса му ги даваат како субвенција на јавното сообраќајно предпријатие во Скопје и на тој начин се решава проблемот инстант и брзо. Но тоа не може да го стори владата, тоа може да го стори градот Скопје, односно менеджментот на јавното сообраќајно предпријатие. Меѓутоа, сепак на долги стази треба да се реши овој проблем. Сега треба набавката на автобуси е решавање на еден дел од проблемот. Впрочем, затоа и во кампањата беа ветени 250 нови автобуси за Скопје. Значи, било кога вие сте правеле кампањата за локалните избори во 2021 година, сте знаеле дека се потребни 250 нови автобуси. Никако да се почне постапката. Ако не се почне сега, значи повторно се одложува проблемот. Точно дека треба да се решат и други проблеми, меѓутоа и ова е еден дел на проблемот кој што треба да се реши. Иако се сеќавате, да не прерасне ова во диалог, но што ова ќе го кажам, ние понудивме уште тогаш, кога се уште бевме во коалиција со независниот кандидат господјата Арсовска, понудивме решение, дори и компанија која што ќе отвори фабрика, електрични автобуси, така натаму и така натаму, но тоа остана само на иницијатива на едната страна. За жал, немавме соговорник и партнер од другата страна за се тоа продолжи. Инаку, да, точно е, како влада размислуваме, но размислуваме за сите општини на целата територија на државата, да направиме еден ваков пакет, за да можеме сите општини кои што имаат потреба од организиран јавен градски превоз, потреба има и Тетово, потреба има и Битола, потреба има и Прилеп, и Штип, и Кавадарци, и Скопје, точно, и Охрид, и да не споменувам други градови Куманово и така натаму, да видиме како можеме тоа генерално да го заокружиме, бидејќи ако во Скопје му требаат 250 автобуси, зашто се сложувам, веќе сум роден скопјанец, сигурно на другите градови во Македонија им требаат уште 250 автобуси. Ова е системски ние како влада можеме да ги решаваме, не можеме парцијално да ги решаваме работите и ќе ги решиме. И затоа е овој повик, еве ќе ги решиме, во зависност од потребите ќе ги решиме овие работи. Нема да останат нерешени. Јас имам прашање до министерот Перински, доколку можеме да се повеќе детали во однос на проектот за општините, односно јавниот повик денеска е отворен, до кога ќе имаат рок да аплицираат, не ве слушнав, може би кажавте, се извинувам. И во однос на она што претходно споменавте во една изјава дека парите ќе им се даваат нели на посебна наменска сметка, откако ќе биде завршен еден дел од проектот, односно ќе биде изреализиран, па ќе им се префрлаат пари, дали останува тоа така? И ако има и некои други детали кои што може да ги соопштите ве сега. Добро, спомена во изјавата, но повторно ќе кажам, рокот за пополнување на апликативниот формулар кој што е интегриран во рамки на јавниот повик денес објавен е 7 дена. Општините треба во рамки на 7 дена тој апликативен формулар да го пополнат и вратат до Министерството за локална самоуправа и потоа имаат рок од 10 дена да ја достават целокупната потребна проектна документација до ресорните министерства согласно областа на проектот. Значи, од прилика нашите очекувања се дека овој процес ќе заврши некаде до 20-22 септември, а процесот на евалуација ќе го заокружиме до крајот на септември и веќе од октомври овие средства ќе бидат оперативни. Точно е, средствата ќе се исплаќаат на наменска сметка преку овие 6 ресорни министерства, ако сакате и можам да ги повторам. Тоа се Министерството за култура и туризам, Министерството за транспорт, социјална политика, демографија и млади, Министерството за образование и наука, Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за спорт. И да, од тие пари ќе бидат префрлани на наменска сметка на локалните самоуправи согласно доставување на завршна ситуација од страна на локалните самоуправи за изведена ситуација. Само ако можам да дополнам, ако ми дозволи Златко, во делот на одговорот на ова прашање. Има два начина како да се финансираат овие проекти. Првиот начин е од буџетот на наменска сметка да им се префрлат сите пари потребни за проектот и тие таму да стојат, да бидат стерилизирани, а државата кога ќе нема ликвидност на пазарот да плаќа камати за тромесечни, 6-месечни, годишни, двогодишни врзници. Ние велиме ќе настапиме паметно, парите нема да ги префрлиме сите веднаш, можеби дел како аванс за да почне проектот, но дел ќе бидат користени за потребите на државата. И нема да ја трошиме таа ликвидност и стерилизираме на сметка, туку ќе ја трошиме без при тоа на пазарот да плаќаме камати за тромесечни, 6-месечни државни харти од вредност.
Тоа е суштината. Како ќе се декларираат потребите, така и ќе се исплаќаат тие истите ќе бидат сервисирани. За да не плаќаме ваши пари на граѓаните, сакаме паметно, умно да ги трошиме тие пари, а да добиеме сите тоа кое што нас не е потребно. Простете, чисто мислев дека да. Одлично, благодарам. Јас имам две прашања. Едното е до министерот за локална самоуправа. До кај се измените на законот за локална самоуправа, со кој што би се избегнале предвремените локални избори во општините кои што станаа со ВД градоначалници? И второто прашање до премиерот, како државата ќе го реши проблемот со катната гаража кај законодавниот дом со оглед на тоа дека МВР веќе излезе со соопштение дека тоа земјиште е небезбедно за изградба? Колку што сум информиран, веќе е остварена комуникација од страна на кабинетот на спикерот со компанијата и која што практично треба да ја гради таа катна гаража. И мислам дека во Македонското собрание во текот на следната недела ќе има средба каде што сето ова ќе биде надминато. Треба да знаеме дека компанијата ги има испочитувано сите услови согласно закон. И сега ние не можеме да ја оштетиме компанијата, затоа што некој некогаш не бил разумен и направил нешто со кое што може да ја загрози безбедноста на Македонското собрание. И сега ние треба да го решаваме тоа. Не можеме да кажеме, ма видете сега пред 12-15 години е направен проблемот, нас не ни е гајле, ние ќе си седиме на страна, па вие што сакате правите. Не, ние велиме вака. Да, точно е дека е небезбедно Македонското собрание со изградба на овој објект, но истовремено мораме да водиме сметка и компанијата, инвеститорот, да не биде во загуба, затоа што некој се однесувал незрело тогаш. И затоа на состанок ќе седнеме да најдеме начин во кој што сите ќе добијат. Нема да имаме тука оштетена страна ниту една. Од една страна да се зачува безбедноста на Македонското собрание, а од друга страна и компанијата да видиме, да најдеме начин да сето тоа согласно законска процедура и се експроприира и да се истата обештети за тоа што некој некогаш тоа го направил без да води сметка за безбедносниот интерес на Македонското собрание. Па најде да се случи овој состанок прво со компанијата, па потоа да малку повеќе, и мислам дека вистинската адреса е собранието. Јас сега бидејќи некако сум исто така запознат со овој случај, затоа давам одговор. Благодарам. Знаете што на почетокот на формирање на владата, коалициониот партнер Вреди практично требаше да превземе иницијатива во дел на измените на законот на локална самоуправа, кои што се однесуваат на временскиот рок за престанок на мандат по сила на закон. Јас предлог измени на законот се уште немам официјално видено и не можам да ги коментирам, а што се однесува до законот за локална самоуправа, во целина се ја зборам. Битно е да се спомене дека се работи за системски закон, кој што е неопходно обезбедување на двотретинско мнозинство, закон кој што е стар повеќе од 2 децении, и реално закон кој што е зрел за целосна промена и адаптација согласно условите во кои што денес функционираат општините. Ние како Министерство за локална самоуправа го предвидуваме во нашиот акциски план и се надевам дека следната година низ една широка дебата, повторувам широка дебата, во која што ќе бидат вклучени и единиците на локална самоуправа и сите експерти кои што се запознаени со материјата локална самоуправа, ќе влеземе во постапка на градба или правење на еден нов модерен закон за локална самоуправа. Премиере, во една ваша изјава пред медиумите за законот за јазици сте кажале дека треба да се почека одлуката на Уставен суд и да се почитува истиот, а вашиот коалиционен партнер господинот Меджити па и Дуи во секое време кажуваат дека сега не е време да се игра со тој закон, пошто може да води до дестабилизација. Ваш коментар? Не верувам дека ќе има можности за било каква дестабилизација, но вие бидејќи мене ме прашавте, јас ви дадов
одговор на тоа прашање. Јас сум човек кој што законите и уставот ги почитува. И не очекувам било кој што добива плата, ужива привилегии на грбот на граѓаните овде кај нас, да не ги почитува македонските закони и македонскиот устав. Можеби и мене ми представува проблем нешто кое што е направено изминатиот период со уставот, и колку и да не се согласувам интимно и сум против тоа, како што е користење на придавката северна пред нашето име, кој што е дел од нашиот устав, јас додека обавам оваа функција ќе стојам пред тој знак, затоа што не сакам на тој начин да го навредам македонскиот устав и македонските закони. И тоа е тоа. Некогаш реалноста може би да не ви се допаѓа, но вие морате да ја прифатите таа реалност, ако навистина се борите за владење на правото. Некогаш во животот работите се онакви какви што вие посакувате, но некогаш не се такви како што вие посакувате. Тоа е суровоста во оваа работа која што ние денеска ја работиме, не е ова шведски стол, тоа еднаш како кажав, па да ја се земеме тоа што нас не одговара, тоа што не ни одговара, да го оставиме на масата. Ова е правило на игра, а правилото вели владење на право, почитување на закони и почитување на устав. И тука не треба да има никој дилема поврзано со тоа прашање. А тоа што сега замолив, јас и повторно замолувам да не се прави притисок на отворена сцена врз судовите, колку и да е таа доверба на тие судови партизирани и октрирани од претходната влада на СДСМ и дуи ниска, тоа е друга тема. Премиере, меѓу законитоста и уставноста на законот за езиците и политичката одлука, на која страна тежи повеќе вашето посветување и дали сметате дека пред да делува Уставниот суд, за да не се прави овој притисок кон Уставниот суд и другите судови, сметате дека може, например, да има една лидерска средба или Советот за безбедност да се свика кон претседателката на држава, за да не се прави тој притисок и да се знае дали ќе има точно дестабилизација, каква ќе биде, пошто од вашиот министер за внатрешни работи беше кажано дека има информации за можни дестабилизација. Напротив, мислам дека погрешно го цитирате министерот за внатрешни, тој рече дека нема индици за загрозување на безбедноста, нешто за кое што и јас во минатото често пати зборувам, дека ситуацијата во моментот е стабилна и дека таа ситуација е таква каква што е, но има одредени структури во општеството кои што имаат намера за да го заштитат својот криминално стекнат капитал, да предизвикаат инциденти и да предизвикаат одредена дестабилизација, но доколку тоа се случи, ние имаме намера многу објективно и многу резолутно да реагираме во насока на заштита на безбедносната состојба во нашата татковина. Што се однесува до вашето прашање, мислам дека дадов одговор во претходното прашање, така што не би имал што да додам. Мире, председателот на најголемата стопанска комора во државава, Бранко Азевски, испратил писмо до вас во кое што бара измени и бришење на членови од законот за нефер трговски практики, со кој што всушност се очекуваше да се стави ред на проблемите со цените, кои што можеме да видиме дека од статистика постојано растат. Дали тоа писмо е стигнато до вас? Јас немам добиено такво писмо, но предпоставувам, ако мислите на оние појави кои што се случуваат кај трговските ланци, кои што продаваат производи без разлика од какво производство, дали од македонско или се од увозно, па за привилегирана местоположба на рафтовите наплаќаат за тоа одредена цена и тоа представува нефер трговска пракса, да се слагам со вас, и таа нефер трговска пракса треба да престане. Не можеме ние едни производи да ги ставаме на крај, а други кои што ќе платат повише да ги ставиме во центарот, па на тој начин тие да бидат во привилегирана положба, на тој начин да се подкрива и самата цена на самиот производ за кој што вие сега говорите. Но такво писмо немам добиено, со големо внимание, откако ќе го добијам, ќе го прочитам и потоа би можел повеќе да зборувам за содржината на истото. Во писмото се наведува точно работите кои што треба да се променат. Една од тие дека е краток периодот на прилагодување на новото законско решение. Веќе знаете дека ова законско решение е стапено на сила, прилагодувањето е некаде до 20 или 17 септември. Има уште 10 дена. Дали ова писмо
ќе допре до вас и ќе се пролонгира рокот на овој закон со оглед на тоа што има уште 10 дена. И дали кога бевте во посета на Стопанската комора пред изборите, овие забелешки од претседателот Азевски ви беа кажани? Не, ние со претседателот Азевски имаме одлична комуникација на многу теми, доколку навистина постојат објективни пречки или причини да треба да се одложи за некоја недела, не е тоа голем проблем, ќе донесеме одлука за да се одложи тоа за некоја недела, само да биде имплементирано како што треба. Овој закон усвоен од претходната влада, донесен и така натаму, но ако објективно не може да се примени, ние сега нема со сила нешто да правиме, ако навистина нема можности, така и ќе постапиме. Инаку имаме како влада одлична комуникација со сите комори. Вие се сеќавате, јас бев и во комората на Северозападна Македонија и така натаму. Се надевам дека во периодот што следи ќе се видам и со другите комори. Полека, но сигурно, оние развојни половина милиарда кои што се земени како кредит под исклучително ниски каматни стапки ќе бидат ставени на располагање на стопанството преку комерцијалните банки и така натаму. Сакаме да градиме партнерски однос со бизнис заедницата. Не, тогаш зборувавме за содржината на програмата, но сме зборувале, ако мислите дали сме зборувале и во минатото и сега откако сме влада, сме зборувале многу пати и да, постојат нефер трговски практики, еве јас ви кажав. Ако мојот производ сакам да биде во централно место, ќе платам толку и толку на супермаркетот, хипермаркетот, кој што на рафтовите ќе го постави мојот производ. Постојат такви нефер трговски практики, се сложувам со вас и тоа, ако нема простор за временски за имплементирање, ќе видиме уште колку е потребно за тоа да биде успешно имплементирано. Не е тоа спорно. Благодариме. Убав ден, Димар.